Веќе месец и половина жителите на поголемите кумановски населби не користат општински линиски превоз. Во Телевизија Плюс секојдневно пристигнуваат поплаки од граѓаните на кои што заради превоз им се загрозени работните места, здравјето, семејниот буџет. Од општина Куманово денеска информираа дека за спорните 6 линии од градскиот превоз се уште се чека одлуката на второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски поради поднесените приговори на дел од превозниците. Не се знае кога жителите на населбите Гоце, Делчев, Зелен Рид, Перо, Чичо, Карпош, Игот, Ричковиќ, Тромеѓа и други повторно ќе имаат можност по символична цена на билетот да го користат јавниот линиски превоз. Граѓаните со апел до надлежните што поскоро да се реши проблемот. Нема превоз. Како се снаоѓаат луѓето? Со диви такси. Дали возат по истата цена по која што е и автобускиот превоз? Исто. Не користам превоз, не ми пречи, а сигурно не е добро за граѓаните. Мора да се реши, пешки не се иде, било докуде. Како се снаоѓате вие? Шат пат. И тако. И сав то пешки и тамо, мамо. Да се реши нормално. Не може да се движи народ. Ја не знам овдека дали има само за ученици, јас сум запознаен дека са мале па с мотор појде за воја, викав дека има осмица иде, ама не сум сигурен и затоа си отидол со мотор, ама не веруju дека. А и треба, како не треба, ти знаеш која дека има преференција. Колку жители има оваа населба? Сигурно има многу патници кои што го користат општински. Ако нема, можда преку 2000, можда имamo општество, имamo линiju, што кружи према Бана Отрело таму, што кружни ток едно, како не. Много неопходно е, еве, таксисти што идеме, еве, целу зиму не сам отишол у чаршија. А због чега? Нема превоз. И што да прави? Со такси да се оди е скапо? Апсолутно, како не е скапо да земеш, апсолутно скапо, иначе вие на диво што возат исто, по карта носат една од друга. Сега, за ова времена не ми испадна шанса. Па секако дека треба побрзо да се реши, градски јавен сообраќај мора да има во вака поголем град и нормално дека е проблем за граѓаните. Проблеми немамо автобус, немамо ништо, такси скупи, не може да платимо, нема живот, сиромаштија. Превоз се снаѓу, кој како се снајде, сад пешки идемо со такси, кој како има, нема пари да плати. Тоа е тај проблем. Со овие спорени линии треба да се пушти превоз, да имамо превоз, да се подобри оваа држава, овие општина да даде локална управи. За останатите 15 линии од вкупно одобрените 21 превозници беа избрани на крајот на јануари месец и тие се во функција од 1 февруари годинава.